За 5 години производството на пченица во регионот се намалило за 10.000 тони, односно од 23.000 во 2013 година на од 13.000 лани. Од година во година родот кај лебното жито бележи континуиран пад во општините од источниот регион. Колку за илустрација, производството на пченица на истокот секогаш бил 9 до 10% од вкупното производство во државата. Лани тој процент паднал на 6, а годинава веројатно е уште помал. Освен количината, годинава поради дождовите исклучително е лош и квалитетот на зрното. Покрај сите проблеми што ги има ова година земјоделците, уште еден додатен проблем се јавија овие врнежи од дожд, додатно ја искомплицира состојбата, што значи покрај тоа што они имат проблем со самата жетва, проблем се јавува и у делот на квалитетот на пченицата, што значи глутенот и квалитетот е ослабен. Тоа е уште еден проблем и за нас како откупувачи, а нормално и за примерните производители. Причини за драстичниот пат на производството на пченица има многу, но според производителите една од клучните е ниската откупна цена. Купната цена моментално е ниска, така да треба владата да преземе некои мерки за да се видат и да се помогне нешто на земјоделците. Иначе на оваа цена сега што е моментално трошковите се големи и не можеме да се покриеме. Најмалку едно 10 денара да е. Па за да можеме да се покриеме и нешто да стане и за нас. Сепак не се за подценување ниту климатските промени поради кои исто се сее, но се помалку се жнее. Оттука, според стручњаците, треба да се мисли и на промена на структурата на житариците. Само да напоменеме дека леб се произведува не само од пшеница, се произведува и од тритикале, се разбира се употреба на така наречени сорти подобрители. Само да напоменеме и тоа дека тритикалето исто така една култура која што го заслужува своето внимание, бидејќи има далеку повисок принос во однос на пшеницата, а се разбира и протеинскиот однос е во сосема друг однос како што е кај претходната култура. Освен кај пченицата, пат на производството во последните 5 години има и кај тутунот од 814 на 362 тони, компирот од 34.000 на 31.000 тони, кромидот од 2600 на 2000 тони и крставиците од 1000 на 870 тони. За сметка на ова, зголемено е производството на пченка од 16.000 на 18.000 тони и на пиперките од 4.500 на 5.300 тони.